Утрово треба да се разбудиме на некој начин заеднички со нашиот познат оперски пејач, кој што споменавме, ќе го лоцираме во Италија, Марко Вели Дженова. Веројатно едно време беше, дали се уште е, ќе ни потврди тој, но од еден пријатен амбиент ќе не пречека и ќе не поздрави ова утро Благој Нацовски. Од некој градски парк веројатно во неговото место на живење, ќе ни каже, иако знам дефинитивно. Зошто се уште не го гледаме, дали е се во ред? Еве го. Бонџорно, синьоре. Бонџорно, ама сега не сум во Италија, така што не мора бонџорно да ми вика. Па каде си? Па каде си? Буенос диас. Значи сум во Мадрид во моментов. И вие ме реметите додека јас си џогирам наутро. Јас се извинувам. Како не ви е срам. Прости, меѓутоа ова не е утринско будење, ќе мораш преседани да направиш, пријателе драг. Па, за среќа ме фати се дека сум буден, бидејќи за неколку часа имам лет за Палермо, каде што одам денеска, инаку немаше шанси во ова време да ме најдете буден. Значи, сплет на околности се погоди овој понеделник 28 април ти да си рано станат. И тоа не за нашите потреби. Сериозно, како утре да ти почнуваат Благој вака со џогирање? Па познавајќи го. Сете, може и вака, меѓутоа не може кај мене да најдеш ред како почнуваш. Јас сум секој ден на друго место, во друга држава, во друг град. Па мислам и дека кога си се договаравме, не ми спомна дека ќе бидеш. Па не мораш да ти кажам. А и тоа што викаш, не мора па се да ми откриеш. Да биде премиера денеска. Не, сериозно, голем поздрав од целата екипа на Утринска Антилма. Знаеш дека оваа екипа секој пат те чека со радо срце да ги споделиме новитетите кои што се поврзани со тебе, ама како си периодот, не сме се слушале одамна? А беше во Македонија? Како да кажам, преубаво. Ми е се, особено кога сум во Шпанија, која што е може би мојата омилена земја или една од омилените, еве сега. Денеска ми е последен ден во Мадрид, односно за 2 часа ќе бидам веќе на аеродром. Така што да, се чувствам прекрасно и Зошто си во Мадрид? заради тоа што ми дојаат зборовите на италијански да ги кажам. Па малку задоволство, малку службено и така, односно пред се задоволство, односно беше на одмор во Шпанија, да речеме. Еве, оваа слика што ја постирате е од токму од Валенсија за великденските празници, значи бев тука на одмор и има фини кои да речеме на мастер клас која што одржав тука во Мадрид и така. Одлично. Ти си Значи и задоволство и работа заедно. Така е. Ти си еден од примерите за номадски начин на живење. Тоа често сме го зборували и кога сме имале тука и кога сме имале вака онлайн. Благој, каде можеби ти се најубавите утра кои што си ги доживеал? Со изгреснуце, можеби, со било што. И дали си генерално ранобудник или не баш? Не сум ранобудник, не. Ранобудник не сум, така затоа велам дека денеска е исклучок што ме наоѓате буден и пошто ова ќе биде единствен момент во денов каде што можам малку да спортувам, а спортувам секој ден. Затоа сум и буден, токму така бидејќи навистина во 9 ќе одам на аеродром, дури и куферот не ми е се уште спремен. Јас сум се во 5 до 12 и така. Кај да ми се најубавите утра? Па, со оглед на фактот што не сум радобудник, не знам како да ви кажам каде ми се најубавите. Веројатно во кревет, било каде. И тоа не само тоа. Во кревет и тоа доручекот да ми биде донесен во кревет. Ете, тоа ми се најубавите. Така ли? И да ви кажам право, и кога сум дома сам, мојот доручек е во кревет. Јас ќе станам, ќе си го подготвам и се враќам и го носам во послужавник во кревет и така доручкувам. Така уживаш. Така уживам. Па тоа се вистинските мигови. Биде интроспективно малку да се бидеме сами со себе. Инаку со Цеца се прашувавме секој пат, бидејќи најчесто нели сме те поврзувале со Скопското студио и во екот на пандемијата и така натаму, Дженова. Сега во моментот си се уште таму, Благој? Да. Се уште Дженова. Дженова има сепак убави утра, бидејќи и јас живеам на 50 на метри од море, така што ете, иако сум во кревет или малку ако се појавам на прозорец ќе го видам и морето, така што се разбира дека утрото е прекрасно во секој поглед. Дженова има убава клима.
во лето не е премногу жешко, во зима не е ладно и секогаш пријатно. Да, се прашуваме зашто со Цеца, бидејќи последниот период беа нели оние актуелни туристички понуди каде да ги поминете велигденските и првомајски празници, па и за време на летните годишни одмори каде да појдете во Италија. Не знам колку имаш прилика од 1 до 100% да ја прочиташ цела Италија, кој дел најмногу ти се бендисува и што би го препорачал можеби како топ 3 дестинации за летен одмор? Па не мора за лето, за шетање. шетање. Мислам, тоа е тешко прашање, заради тоа што во Италија, да, ја имам доста прошетано. Сега 100% не верувам дека има и некој италијанец, бидејќи Италија има премногу места. Огромна е. Местенца. Сега зависи што сакате, се разбира дека големите убави градови се преубави. Венеција е нешто посебно, бидејќи е град кој што е единствен на светот, уникатен, таков како што е. Ако сакате да заборавите, значи, на сообраќај и да се движите пред се пешки, можеби со гондола или со кајче, тоа е Венеција. Јас лани кога пеев месец дена во Венеција, сосема заборавив што значи автомобил, што значат семафори и така најдаму. Така што е нешто специфично и интересно. Рим е преубав, иако оваа година не ви го препорачувам, бидејќи е година на јубилеот и сигурно ќе биде преплавена од туристи. И јас сега кога ќе помислам дека во јуни месец дена ќе треба да бидам во Рим, поради тоа што имам 7 представи таму и 3 недели проби, си велам, леле, кај ме снајде тоа токму оваа година, Година на јубилеот, што значи тоа, Благој? Да, тоа е сакав и јас да прашам како. 2025-та е јубилеот што е организиран од Ватикан за, како да речам, јубилејна година. Ете, некако што беше 2000-та, јас 2000-та се уште живее во Рим, значи 2000 години од христијанството, сега 2025, значи во тој смисол. И плюс да не забораваме дека се погодува кога за жал папата замина, а нов ќе очекуваме нели за скоро, така што претпоставам дека ова ќе биде. Јас мислам дека следната недела ќе изберат некој нов. Да. Но тоа веројатно е повод за туристи да се дополнително можеби да се посети. Гужва. За среќа ќе стигнам во Рим кога веројатно ќе заврши конклавето, бидејќи тоа ќе не верувам да трае до крајот на мај. Ако започне на 5-ти, за 5-6 дена ќе го изберат и новиот папа, така што ќе го избегнам и тој момент. Го избегнав и погребот за среќа и конклавето се надевам. Да, имаше баш и утрово баш прочита дека имало над 130 делегации, околу 400.000 луѓе во Ватикан, само 250.000 биле нели присутни на мисата. А кога сме кај Тоскана, Сардинија, Сицилија, би ги препорачал за одмор? Ако сакате море убаво, не индустриализирана зона, тоа се разбира Сардинија. Ако сакате исто така море прекрасно, да речеме не толку организирана зона, тоа се разбира Сицилија, меѓутоа го има својот шмек. Сакам да кажам дека и тој хаос на Сицилија е убав хаос до некаде. Ако сакате Тоскана, Фиренца е преубава, меѓутоа и малите градчиња како Сиена, како Пиза, како Лука се убави да се посетат. Меѓутоа и самата Дженова, ако ја земеме Дженова каде што живеам јас, не Дженова градот, туку околните места, Портофино, Чинкве Терре, и сите тие градчиња што од Дженова одат, да речеме, према југот, се преубави. Се навистина преубави. И некои што не се ни познаваат, што не се толку познати туристички, се убави да се посетат. Например, моето омиено место во Дженова е Камолји. Ако во моментов режија може да го најде спотот со мене каде што ја пеам Воларе на YouTube, е токму снимен во Камолји, можете да го видите. Ќе се потрудиме. Камолји, да запомнеме. Убаво споменати, Италија е огромна и навистина каде и да одберат луѓето да појдат, веројатно ќе уживаат во тој еден посебен шмек кој што го носи оваа земја. Апсолутно. Благој пред малку спомена дека најчесто појадокот ти е во кревет и уживаш да си го подготвиш. Што најчесто појадуваш и колку си љубител на кафе? Јас сум голем кафеманијак. Не може денот да ми почне без кафе и тоа е добро еспресо. Веќе имаш испиено една утрово? Не, сега само што ќе се приберам пред
Лет. Пред да си го средам куферот, ќе испијам едно еспресо и на аеродром само што ќе стигнам уште едно, бидејќи јас наутро пијам обично 2 кафиња. Едно, па по пола сат уште едно. Добре. Иако кога сум во Скопје пијам едно еспресо и едно турско по половина час. Да, па турско во Скопје некако е неизбежно. Се сложуваш? Во Италија нема. Инаку појадокот ми е сладок, односно не јадам солено наутро, како што е особено... Па да, малку и невообичаено. Како што е навика во Италија, тоа ми е италијанска навика, примена по 27 години таму и не би можел поинаков доручек да јадам повеќе. Ако не само односно да не биде сладок. Благој, кога се договаравме за вклучувањето, ти напоменав за една песна која што му е меѓу другото омилена на Марко. Мислам дека сме ја пееле јас и тој. Ако не таа не сме ја пееле, меѓутоа, ако пошто му е омилена, еве нека ја запее Марко, бидејќи јас како што ви реков... тоа се се договоривме. Дали јас и ти ја пеевме пред неколку години, се сеќаваш? Како? Јас и ти ја пеевме пред неколку години. Не, Марко, не таа. Ликни да, Прав си, каква меморија. Затоа треба да се има вакви убави спорски навики. Епа, ти си наред за моја серенада? Тивка ноќе сите спија, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара под твоето пенџере. Ајде, Благој. Јас и мојата гитара под твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Ти трчаш, ние танцуваме, па убави сутрата. Моите звучни акорди Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубав Тој подпевнува. Иако рече. звучни акорди. Ова е можеби за мене една од најбавите антологиски песни. Благој, читам дека е некаде почетокот на 90-тите и легендарниот Гоце Николовски. Не знам, веројатно беше по Бисер Балкански, оваа втора негова голема мега композиција која што некако одекне. И најшто секој пат ми се допаѓа што велиме со Цеце, секое твое доаѓање во Македонија го користиш квалитетно за да направиш можеби преработка на некој од македонските фолклорни песни или вакви убави. Марко, и тоа ова песна испадна на вистина сосема случајно. Јас отидов едноставно на кафе да испијам кај Александар Митевски во студио и рече ајде да снимиме нешто. Што да снимиме? Ајде да снимиме. И први ја снимивме на македонски и кога ја слушавме снимката, леле како би звучало на италијански, јас буквално во 3 минути превод го направив. Сакаш да кажеш кина италијанска верзија? Па еве слушај. Ајде. Ка? И така што му реков на Александар, влегувам пак во студио, снимаме италијански. Како ќе му дојде работниот наслов на италијански на песната? Canto piano per sentirmi solo tu, soltanto tu, quanto t'amo te lo dice il mio accordo dolce blu. Сепак ни запеа малку. Да знаеш дека го чекам текстот за следен пат во Скопје кога доаѓаш, ова заедно да го сториме пред објективот на Тилма. Чекај нешто сака да ни покаже. Каде Гледате си? што убаво. Прекрасно е. Па тука сум во еден парк во Мадрид. И тоа има некој си амфитеатар направен од трева. Да, тоа се обидуваме да лоцираме дека амфитеатар воопшто нема што се вели живо пиле таму нигде. Ма еве само еден слушате со куќата за мене и толку, нема никој. Фантастично. Шпанците не се ратункуци. Рачунете дека вечераат секојаш околу 10 на вечер, така што И си поспиваат. си поспиваат. Да. Благој, знаеш како ни е убаво, можеме до 10 да си му обитиме, до 9 додека да ти спратиме до Па не летот. сакаме да се збогуваме баш негово, да. Да, ми спомена дека обично не практикуваш рано наутро да пееш и ти благодариме за овој мал исклучок, но како си го вежбаш гласот? Еднаш со кој коментиравме за тие твоите финти?
со Иван Наумовски изгледа. Веројатно беше за нели Како го видиш баш гласот? Вокални тренинзи, да. Па, ако ви кажам дека доста ми да спортувам и гласот е навежбан веќе. Односно, многу интересно од кога почнав и да предавам, бидејќи сум професор на два факултети во Италија по пеење и со самото предавање си го вежбам и гласот. Браво. Инаку, кратко Да, пред да се кажи. одјавиме, како те очекува годинава следни настапи сега за скоро, Благој? Спомена... Многу интересно. Во моментов сум излезен од дома, од Женова дома, ако ќе кажам, на 14 март со 4 куфера и ќе се приберам некаде околу 15 јули само за 3-4 дена. Што значи дека почнав од Париз, па Скопје, па ете на консерваториумите каде што предавам бев, еден по друг, едниот во Реджо Емилија, другиот на Сицилија, па пак во Скопје, па сега Валенсија, Барселона и Мадрид, па сега денес занимавам за Палермо месец дена, од Палермо месец дена за Рим, па потоа пак одам на Сицилија, имам друга продукција, па имам еден концерт на Сардинија, еден концерт во Мартина Франка, тоа е долу во Пулја, и веќе сме стигнати до август. Да не спакува и нас малку бака. Дали ја гледаше серијата Белиот лотос? Дали Сицилија е доста поатрактивна? Ја во моментот на втора сезона сум. Баш сум... Јас ја Не сум ме гледал, ќе ја гледам каде е на Netflix. Како не слушнав што кажа? Не сум ме гледал каде е на Netflix. Значи, мислам дека е HBO продукција. HBO продукција. Ти ја препорачувам. Но јас прочитав дека... Тете гордо кажа дека ја заврши, меѓутоа јас сум точно на втора сезона со Сицилија. Јас прочитав дека Сицилија и тој регион кај што е сниман Белиот лотос е распродаден за цела 2025 година и од таа причина веројатно има многу повеќе туристи, но прво гледаа серијата, па веројатно ќе ти биде јасно зашто и хаосот на Сицилија. Значи, инаку The White Lotus е всушност нели како се провлекува секоја сезона во различен дел. Втората сезона е базирана токму, односно действието се случува во Сицилија. The White Lotus не се вика ресортот, меѓутоа не знам точно како се викат ресортите, нели? Вистинскиот, меѓутоа ти ја препорачуваме. Многу неконвенционална и говори баш за нас, за човечкиот каприц кој што понекогаш знае да биде до граници на лудост. Така што ти ја препорачуваме. Веќе многу време разговараме во етер. Убаво ние сега, добро. Затоа јас ја гледам сега во моментов Absolence. Adolescence. Добро. Како Adolescence, мислам дека таа е сега новата британска серија која што е препорачана во сите училишта задолжително да се погледне. На вистина е препорачана, па добро, може. Оно што го видов до сега, не знам колку е за деца да ја гледаат, ама добро. Да, збориме за нели 4 оние ексклузивни епизоди каде што се говори за за врсничко наследство. Ништо, Благој, ти благодариме многу. Многу љубов до тебе. Веќе сме 3 минути плюс. Ќе ви наплатам повеќе хонорар за овој интервју. Да, знаеш, варијабила имаш апсолутно. Ма не сме само 3, многу повеќе, ако продолжиме ќе надминеме и вести и се што треба, и се што не треба, впрочем. Како и секогаш. Да се надминат. Има ли нешто полошо од вести? Тоа е што е. Да, мора да ги слушнеме топ насловите. Благој, среќен лет, среќен пат. Фала. И многу љубов и те чекаме во Скопје. Се најло и ништо се гледаме, следниот пат во Скопје, директно во студио. Да, само гледа да не се јавиш дека си тука. Не во 7 ќе ме чекате малку подоцна со едно убаво кафе. Мислам дека околу 9 може да направиме исклучок за Благој. Така, може 9. Пак по нешто похумано. Ако треба ќе смениме цела програмска шема. Само да биде задоволен. Со појадок тука во студио, со кафе, еспресо, се те чека, само гледај да не се Појадок во јавиш. кревет, треба овде софата да ја пренамениме. Благој, ти благодариме многу. Бакнежи. Поздрав до некое следно дружење. Баци. Како? Баци. Баци. Поздрав Цеце, поздрав Петко, Марко, поздрав до сите. Поздрав. Тоа ни беше Хајде. фантастичниот наш македонски тенор, светски прочуен Благој Нацовски, кој што направи исклучок и верувам дека ви го направи утрото. Има некои луѓе кои што го уклучуваат адреналинот наутро, тоа е дефинитивно еден од нив и претпоставам со темпото кое што го живее мора да има и вакви навики за да си ги некако има и сопствените животни амбиции исполнето.